Ние пробавме да извршиме вонреден инспекцијски надзор на денот кога бевме таму, службените простори каде е седиштето на Бесатранс во село Рашче беа затворени и немаше никој тука присутен. Затоа не успеавме да го извршиме вонредниот инспекцијски надзор. Потоа, согласно законот за инспекцијски надзор, доставивме известување до компанијата Бесатранс со доставница, со известување дека на ден на ден и во времето инспекторот го прави, дека ќе извршиме инспекцијски надзор. Кога ќе се врати доставницата подпишана од управителот на Бесатранс, тогаш ќе одиме на надзор. Тоа значи дека вие ни по 2 недели не успевате да направите вонреден инспекцијски надзор во Бесатранс? Па ние треба да му правиме на правното лице Бесатранс инспекцијски надзор. Ние не му правиме на управителот и на некој. Управителот треба да биде присаден. Ние му правиме надзор на правното лице Бесатранс со седиште во село Рашче, која е затворена. Бидејќи е затворено седиштето, не можеме да влеземе и да правиме надзор. Имате комуникација со управителот и со собственикот на Бесатранс? Не, на телефон никој не се јавува од тие. А каде е собственикот и управителот? Тоа не е наша работа сега. Не знам ја каде е тој. Тоа не е работа на инспекцијскиот на Државниот инспекторат за транспорт.